Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Милошовски бара искрен одговор од земјите членки на Европската Унија. Во моментот во Европската Унија не постои консензус за нови полноправни членки и дека е време да се почне да се размислува за некое меѓурешение кое што би значило повеќе интеграција, но без полноправно членство. Остри критики од амбасадорот Рокас за финансиската независност на правосудството, борбата со корупцијата и уставните измени. Гаши ги распише изборите. Во 4 општини каде немаше консензус, градоначалник ќе се избира на 11 јануари. Ке има ли промени во коалицијските редови пред или по изборите? Од вечерва казни за полнење контењери во Скопје. Зелен хуман град бара инспекторите да работат во 3 смени и за загадениот воздух. Обуката за возачи поскапува за 35%. Автошколите се правдаат дека им растат трошоците. Трамп ја поддржува иницијативата на републиканците за воведување строги санкции за земјите кои економски соработуваат со Москва. Во овие вести во живо информираме за пораките од Македонското собрание поврзано со извештајот на Европската комисија. Останете со нас. Извештајот на Европската комисија денеска беше на дневен ред на заедничката седница на Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања. На самиот почеток пратеникот Милошовски побара искрен одговор дали се точни информациите од последниот самит ЕУ Западен Балкан во Лондон дека во Европската унија нема консензус за проширување со полноправни членки. Ивана Соколович најдове следеше седницата. Ивана, многу обвинувања можеа да се слушнат на денешната седница во собранието. Да, Иван, на извештајот за напредокот на Македонија денес како слушна и пратениците на заедничка седница на Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања. Денеска беше разговарано и можеше да се слушне ставот и на пратениците, меѓутоа и би рекла на државниот врв. Евроамбасадорот во земјава Рокас упати критики практично дека нема никаков напредок во областите со правосудството и дека нема напредок во справувањето со корупцијата, а ова се според него и темите со кои што Европската унија со особена загриженост гледа за случувањата во земјава. Меѓутоа доби прашање од владеачкото мнозинство и кој побара искрена одговор од Брисел да кажат дали Европската унија има некаков план за проширување и каков ќе биде тој. Од Рокас добија одговор дека нивниот одговор е искрена, тоа е интеграцијата во унијата. Од претседателката Силјановска Давкова, која што денес го кажа и својот став околу извештајот кој што земјава го доби, таа нотираше бројни забелешки од она што Брисел го испорача на Македонија, велики дека со голем дел од нив не се согласува и дека не изостанува политичката волја на која што се наведува во самиот извештај. Опозицијата пак обвини за евроскептицизам кој што го ширала власта, според нив велејќи дека нема конкретен план за справување со она што се вели задача за Македонија и реализација на реформите за придвижување напред кон евроинтегративниот пат. Како изгледаше денешната дебата околу презентацијата на извештајот, гледаме во продолжение. Владењето на правото, борбата со корупцијата и независното судство се областите кои најмногу ја загрижуваат Европската унија, но Брисел се залага за целосна интеграција во унијата. Порача евроамбасадорот Рокас на презентацијата на извештајот за напредокот на Македонија во парламентот. Освен клучните реформи, повика на завршување на обврската за уставни измени. Консензусот е потребен и за унапредување неколку круцијални или клучни реформи, чекори, вклучувајќи ги амандманите на Уставот, на кои што државата се обврза како дел од интегрирањето во Европската унија. И јас сметам на вашите чекори да се движите напред и најмногу загрижува се разбира областа на владењето на правото, нема никаков прогрес во функционирањето на судството и никаков прогрес во борбата против корупцијата. Председателката Силјановска со сериозни забелешки на извештајот кој го испорача Брисел вели дека не се согласува со многу забелешки од извештајот, но реформите се важен процес за кој не изостанува политичка волја. По 16 пати
Овој извештај, како и претходните, не говори само за евалуираниот, туку говори и за евалуаторот. Ако има оценка или надпревар за политичка спремност, тогаш ние ќе бидеме шампиони во спроведувањето. Резултатите ги гледаме. Државата задржува стабилно и добро ниво на подготвеност во низ заклучни поглавја, но динамиката на напредокот мора да биде поенергична, особено во сегментот на владењето на правото, смета министрот за евроинтеграција. Реформите во судството не се ни технички ангажман, ниту политички. Тие се основата на кој стои европската перспектива, мерка за легитимност пред граѓаните, значаен критериум за отворање и затворање на поглавјата. Додека опозицијата обвинува за ширење на евроскептицизам од власта и немање политичка волја за суштински реформи, владеачкото мнозинство побара искреност од Унијата и одговор дали постои расположение за проширување. Ова е еден од најлошите извештаи кој што држава го добила од Европската комисија, полоше само тој во 2015 година, кога сме оценити како заробена држава. И сега трендовите не се поразлични, владата се обидува да ги покрие и да врши влијание на сите независни институции кои што се надвор од извршната власт. Најмногу, најсилно, најексплицитно на судската. Висок представник на земја членка на Европската Унија бил прилично јасен во неговото излагање дека во моментот во Европската Унија не постои консензус за нови полноправни членки и дека е време да се почне да се размислува за некое меѓурешение кое што би значило повеќе интеграција, но без полноправно членство. Но тоа што го бараме од Европската Унија од некои земји членки е само поголема искреност. И да одговорам на Антонио Милошовски, ова е најискрено. Ние сме за целосна интеграција и ова е одговор. Со забелешки о повеќе области, но и пофалба за усогласувањето со надворешната и безбедносна политика на Европската Унија, Македонија доби средна оценка за напредок во изминатава година. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Албанија со торта денеска во Брисел го прослави отворањето на последниот преговарачки кластер со Европската Унија. На 7-та меѓувладина конференција официјално беше отворен кластерот 5, кој ги опфаќа ресурсите, земјоделството и кохезијата. Со ова Албанија за нешто повеќе од една година успеа да ги отвори сите 6 преговарачки кластери, што беше оценето како напредок со рекордна брзина. Еврокомесарката за проширување Марта Корс реше дека ова е посебен ден не само за Тирана, туку и за Брисел, бидејќи докажува дека процесот на проширување дава резултати. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека земјата го постигнала она што до неодамна изгледало невозможно. Амбициите на Тирана се да ги финализира преговорите до крајот на 2027 година. Потоа би следел процесот на ратификација на договорот за членство од страна на земјите членки, пошто Албанија се надева на полноправно членство во Унијата во 2030 година. Албанија доби кандидатски статус во 2014-та, 9 години по Македонија, која оваа година одбележува неславни 25 години во чекалната на Европската Унија. Albania is the best example of transformative power of enlargement. It shows that when you deliver, you progress. You are an inspiration to many in the Western Balkans, for many citizens who would like to see the same determination and change in their countries. It was something that seemed impossible, and we were at the point to get used to pushbacks and to punches in our stomach. But I believe that all that journey made us stronger, made us more conscious about the big deal of this process, and made us more mature.
Македонскиот устав денеска слави 34 години од неговото донесување во Македонското собрание. Од 1991 година до сега има претрпено 8 измени со 36 амандмани, а се чека измена за старт на преговорите со Европската унија. Се прогласува Уставот на Република Македонија, што го усвои Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 17 ноември 1991 година. Пред точно 34 години Собранието го донесе Македонскиот устав. Речиси 3 месеци по прогласувањето на независноста, 92 пратеници ги поставија и правните темели на Македонија. Првиот човек на Уставниот суд денеска порачува: почитувањето на Уставот е највисок чин на патриотизам и обврска кој секој граѓанин ја има кон татковината. Ве повикувам да му бидеме лојални на Уставот. Тоа е наша должност. Силата на Уставот лежи целосно во посветеноста на секој граѓанин да го штити истиот. Само доколку секој еден од нас ја чувствува таа должност, уставните права ќе бидат заштитени. Изградбата на правната држава денес е чин на врвен патриотизам и љубов кон сопствената татковина. Тоа е најсигурниот начин да го зачуваме заветот на нашите предци и најсигурниот начин да создадеме иднина за нашите наследници. Во овие 34 години Македонскиот устав има претрпено 8 измени со 36 амандмани. Со првата измена, само 2 месеци по неговото донесување, Македонија се обврзала дека нема територијални претензии кон соседните држави. Уставот беше променет и во 2001-та, кога беа донесени 15 амандмани, како обврска од Охридскиот рамковен договор. Последните измени на највисокиот правен акт беа направени на почетокот на 2019-та, кога името на државата беше променето во Република Северна Македонија како резултат на договорот со Грција. Државата денес е пред ново барање за промена на Уставот како услов за старт на преговорите со Европската унија. Владата пред 2 години го стартуваше процесот со поднесување на амандмани со кои во преамбулата на Уставот треба да влезат бугарите и уште 5 други народи. Предлогот беше прифатен од Собраниската комисија за уставни прашања, но никогаш не се најде на пленарна седница, бидејќи власта не успеа да обезбеди мнозинство од 80 пратеници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Председателот на Собранието Африм Гаши денеска ги распиши изборите во 4 општини каде немаше цензус. Градоначалник ќе се избира на 11 јануари. Во меѓувреме партиските коалиции работат на промени поради резултатот токму од локалните избори. За сега останува неизвестно дали ќе има промени во коалицијските редови пред или по изборите. Катерина Нешкова ги има информациите. Повторените избори во Костивар, Врапчиште, Маврово, Ростуше и Центар Жупа ќе се одржат на 11 јануари. Собранискиот спикер Гаши го потпиша решението откако ДИК констатираше дека во овие 4 општини во првиот изборен круг не бил исполнет цензусот за излезност. Им се обраќам на граѓаните на овие општини да го остварат своето право и масовно да учествуваат на гласањето. Повторувањето на изборите ја потврдува важноста на учество на секој граѓанин во локалното одлучување и во зајакнувањето на институционалниот легитимитет, стои во пораката на Гаши. До 11 јануари веќе појасно ќе биде и какви се промени во владата, владеачкото мнозинство и партиите ќе предизвикаат локалните избори. Премиерот вели дека се уште траат меѓу коалицијските консултации за владините промени. Во рамките на коалицијата траат консултациите. Сме фокусирани како ВМРО ДПМН на подготовките на партискиот редовен конгрес кој што ќе се случи на 6 декември. Од вреди пак велат дека се уште во игра се споменатите промени. Фетаи да стане министер за евроинтеграции, а вице-премиер на местото на Меджити да биде Беким Сали. Во животна средина се планира поранешниот владин портпарол Мухамед Хоџа. Речи се известна е смената и на Филков од Правда. Иако Мицкоски не потврди, сепак можни се кадровски промени и во ресорите што ги држи ВМРО ДПМН. Се уште молк во СДСМ за одговорност за изборниот пораз и евентуалните смени. Останува најавата Трајановски да биде нов подпредседател на партијата, а Конгресот за анализа на изборите треба да се очекува до нова година. За конгрес на кој, како што велат, ќе има освежување на партиските структури, се подготвуваат и интегративците на Ахмети. Оттаму велат дека анализата на изборите покажала дека ВМРО ДПМН е победник дури и во албанските средини. Сите податоци сведочат дека резултатот за градоначалници во Тетово, Струга, Дебар, Чаир, Сарај, Кичево, Брвеница,
и во низа други општини со мнозинско албанско население е производ на масовното гласање на ВМРО ДПМН за нивните кандидати и за кандидатите на врети. Ова е морален и политички мандат кој не обврзува нас како Демократската унија за интеграција во декемврискиот конгрес да се реорганизираме, да ги обновиме нашите структури. Сепак извори од коалицијата што ја предводи ДУИ велат дека повторените избори во 4 општини може да предизвикаат проблеми со крилото на Таравари. Наводно ДУИ се подготвувале за свој кандидат во Гостивар, што може да значи крај на политичкиот опстанок на ова крило на алијанса. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски преку социјалните мрежи информираше дека денеска бил на хируршка интервенција на скопските клиники, пошто ќе следува период на опоравување. Денеска во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје бев подложен на успешна хируршка интервенција и се чувствувам стабилно. Во моментов сум под надзор на лекарите, пошто следува краток период на опоравување. Ве уверувам дека Министерството за внатрешни работи продолжува непречено и ефикасно да функционира согласно утврдените процедури. Целиот тим професионално се ги извршува обврските и моето привремено отсуство нема да има никакво влијание врз тековните процеси и активности, ниту пак врз безбедноста на граѓаните. Веднаш по завршувањето на периодот на опоравување се враќам на редовно извршување на моите обврски во полн капацитет, пишува Тошковски во информацијата објавена на социјалните мрежи. Има ли воопшто намера за продолжување на евроинтеграциите? Дали обвинувањата од власта се само барање алиби? За односот на владата кон правосудството, дали реформската агенда може да биде исполнета? Во тема на денот со поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Васко Наумовски. Од вечерва од 22 часот стартува примената на одлуката за забрането фрлање отпад во контејнерите низ Скопје. Како што најави од градот, инспекторите ќе бидат на теренот како беше донесена одлука да работат во 3 смени. Од Зелен Хуман град побараа инспекторите да работат во 3 смени и за спречување на загадувањето на воздухот. 50 евра ќе ве чини доколку инспекторите на град Скопје вечерва ве затекнат како фрлате смет во контејнер по 22 часот. Одлуката стапува на сила денеска, а ќе се воведува тросменско работење на инспекторите за поголема контрола на терен. Иако казни ќе плаќаат сите, од скопски комуналец вела дека целта се фирмите кои неретко со својот отпад ги полнат контејнерите и тоа најчесто во доцните часови. За граѓанската иницијатива Зелен Хуман град, која има и свој представник во советот, одлуката е небулозна. Ако имате инспектори да казнувате за фрлање смет, зошто немате дежурни инспектори кои ќе го следат загадувањето? Прашуваат тие. Само ќе се празни градскава каса од инспекториве и тука се поставува и прашањево од каде се повлечени тие кадри, тие инспектори и после колку време ќе зафалат инспектори на самиот терен на град Скопје и ќе треба нови вработувања, а знаеме како одат вработувањата по партиска линија. Пари има, буџет има, ама очигледно има повеќе пари за контејнериве отколку за некои битни работи како што е аерозагадувањето. Значи, исто така градов го зголеми буџетот за животна средина, ама тоа го зголеми буџетот само за да се набават некои нови мерки за аерозагадувањето. Тоа е за нас непотребно, заради тоа што Зелен Хуман град веќе има предложено над 50 мерки за аерозагадувањето, значи подкрепени со наука. Аерозагадувањето е хроничен проблем за скопјани секоја зима. Иако температурите се уште не се многу ниски, во неколку скопски населби мерните станици бележат вредности кои се и до 4 пати повисоки од максимално пропишаните вредности. Актуелниот градоначалник најави дека против загадувањето ќе се бори со нови топлани и приклучоци за парно во сите скопски населби, подобрување на инфраструктурата во градскиот сообраќај и по еколошки јавен превоз. Георгиевски најави инвестиции во повеќе градско зеленило и силна контрола на потенцијалните загадувачи. Тој вчера заедно со премиерот беше во вечерна обиколка на главниот град, каде констатираа дека градот е чист и почнува да заликува на метропола. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Обуката за возачи поскапува за 35%. Информацијата за Сител ја потврдија од Националното здружение на автошколи. Ако досега биле потребни 24, од сега ќе се плаќа 33.000 денари само за обука. Инструкторите велат дека им растат трошоците. Мартин Арсов ги има деталите.
Нов ценовник во автошколите. Обуката за возач од Б категорија поскапе за 35%. Па така наместо 24.500 денари, сега чини 33.000. Тука влегуваат 20 часа теоретска и практична настава од 36 часа. Од Сдруженијето на автошколи велат дека старата цена не била сменета 10 години, а од тогаш се е поскапено и имале драстично поголеми трошоци за се, од гориво до техничка опрема. Постоечкава цена што беше некаде околу 24.000 е цена која што по предлог на автошколите од Републикава беше од 2015 година. Таа пресметка беше базирана на минимална плата која што тогаш беше 8.500 денари, така нешто, ако не се лажам, и трошоците беа многу пониски за одржување на возилата и ред други овие што се варијабилни трошоци, постојани трошоци за регистрација на возилата и самата постапка за одржување на квалитетот на обугата. Новите цени, вели Апостоловски, од поодамна ги применуваат автошколите во другите градови, а во Скопје се приклучиле последни, од први овој месец. Едноставно, автошколите веќе тешко ја држа главата над вода и со тие цени што беа, нели. Како ќе функционира, ќе видиме, меѓутоа секако цената треба да биде одраз на зголемување на квалитетот, значи одговор на еве сега доаѓа време на поставување на зимска опрема за возилата, да се опремат секој дефект на возилата, да се отстрани поготово и за тешкиве возила. Освен 33.000 денари за обука, идните возачи од Б категорија оддално мора да платат по 250 денари за секоја од трите посети на полигон, по 1.500 денари за користење на возило за полагање на полигони градска и задолжително лекарско уверение од 1.200 денари. Полагањето пак чини 2.500 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Ако пред новогодишно трговците ги зголемат цените, не се исклучува можноста за нови владини мерки, вели заменикот министер за економија. До сега државниот пазарен инспекторат од 20.000 контроли изрекол казни вредни 2,5 милиони евра. Бизнисот пак бара поголема продуктивност за да ги зголеми платите. Мерки против високите цени во маркетите за сега владата не планира да донесе. Но ако пред новогодишно трговците ги вивнат, не се исклучува и ваквата можност. Во моментов цените се стабилизирани, вели заменик министерот за економија, а оние кои не го почитуваат законот, плаќаат казни. До сега државниот пазарен инспекторат од 20.000 контроли изрекол глоби вредни 2,5 милиони евра. За непочитување пак на законот за нефер трговски практики. 30 налози чекаат управниот суд да ја изрече висината на казната. Која ќе биде висината на глобите изречени за непочитување на овој закон за нефер трговски практики, треба да очекуваме да наскоро да има од страна на управниот суд и конечни решенија. Во овој период имаме многу повеќе пријави од страна на добавувачите, кои што многу повеќе се охрабрени отколку на почетокот, од кога почнува и стартуваше законот за нефер трговски практики, така да очекувам дека во иднина ќе имаме уште повеќе храбри вакви добавувачи кои што навистина се уценети од страна на некои од трговците. На крајот на месецот на економско-социјалниот совет ќе се утврдува дали има основ за зголемување на минималната плата. Од власта повторно оставаат работодавачите и работниците да се договорат, а тие ќе прифатат. Но од бизнисот велат, не може само да се притиска за повисоки плати, без да се зголеми продуктивноста на работниците. Ние сметаме конкретно од Сојуз на стопански комори дека треба да се направи се дадените вработени да останат тука, меѓутоа мора да се постигне еден баланс каде што не може цело време да се оди да се тврди нели платата, а во меѓувреме да соодветната продуктивност каде што сметам да не се поврзе тоа и да се дојде во ситуација да компаниите можат да го носат на плеки тој товар. Барањето на синдикатот е минимална плата од 500 евра, иако не се постигне договор. Со законското зголемување во март, истата би пораснала за околу 1.600 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Почна пријавувањето за ваучери за електронски уреди, но поради големиот интерес падна веб страницата на која студентите треба да аплицираат. Од Министерството за дигитална трансформација велат дека работат на дополнителна поддршка, но досега имало речиси 1000 успешни апликации. Поради неажурноста на факултетите, пак илјадници студенти не ги добија парите за оброк минатата недела.
Се отвори повикот за аплицирање за долгоочекуваните 250 евра за електронски уреди. Повикот е отворен уште од утрово. На сајтот каде студентите треба да се пријават за да ги добијат парите падна уште во првите неколку часа поради преуптовареност. Сител проба да ја вклучи страницата на националниот портал за услуги, но безуспешно. Од Министерството за дигитална трансформација велат дека се покренува дополнителна инфраструктура за да се подели оптоварувањето и да може да се обслужат повеќе апликации. До сега има 920 успешни апликации и се подобрува достапноста со секоја тековна интервенција. Напоменуваме дека не се работи за проблем со софтверската апликација, туку за капацитет за обслужување на голем обем на апликации, ни одговори од ресорното министерство. Пари може да добие секој студент на прв циклус студии што не е постар од 29 години, без разлика дали е запишан вонредно или редовно. Ваучерот може да го искористи до крајот на годината во точно утврдени продавници за електроника објавени на сајтот заедно со повикот. Студентите ќе имаат месец и пол да се пријават за да можат да го добијат ваучерот. Конкурсот можеше да биде објавен и претходно, но не сакавме да биде сватен како злоупотреба на изборите. Штом завршија изборите, конкурсот се објавува и студентите ќе си го добијат тоа што треба. Во меѓувреме, поради неажурноста на факултетите, јадници и студенти не ги добија парите за оброк минатата недела, иако им следува. Средствата наместо кај студентите си останаа во државната каса. За жал, да, неколку факултети не ги пријавија сите редовни студенти и за тој пропуст враќање назад нема. Но за следниот месец тие ќе си ги добијат средствата. Она што направивме, се јавивме на факултетите, ги споредивме списоците, побаравме да бидат ажурирани и за разлика од претходниот месец, овој месец имаме многу поголем број на студенти кои што ќе си добијат студентски оброк. ФЕИД, педагошки факултет Мајка Тереза се само дел од факултетите кои не испратиле ажуриран список со редовни студенти, обврска која треба да извршуваат на месечно ниво. Габриела Лескова, Сител телевизија. Утре почнува предвремениот откуп на тутунот, за да нема злоупотреби. Од Министерството за земјоделство велат дека за време на откупот процесот ќе го следи земјоделскиот инспекторат. Утре започнува предвремениот откуп на тутунот кој што ќе се откупува од 10 откупувачи на 337 ваги низ Македонија. Од 10 откупувачи утре со откуп стартуваат само Тутунски комбинат Прилеп и Неготински Кавекс. Другите откупувачи тактизираат и сакаат да видат како ќе се откупува тутунот, дали по класи или целиот во една класа и каква ќе биде цената. Дали според договорите, каде што за прва класа е 420 денари за килограм или сепак ќе се оди нешто погоре. Дали ќе има повисока цена? Денеска не можеше да каже ниту Министерот за земјоделство кој што го посети Тутунскиот комбинат од Прилеп. Оваа година имаме одличен квалитет на тутунот, кој што значи дека ќе ја продолжиме традицијата на едно квалитетно производство. За разлика од минатата година, знаете дека постигнавме еден сериозен успех и имаме околу 11% зголемени површини пријавени земјоделски стопанства во делот на одгледувачи на тутун, што значи дека веќе го враќаме овој стратешки производ на пиедесталот, односно на рамките како што било во минатото. Трипуновски нагласи дека за целото време на откупот процесот ќе го следил земјоделскиот инспекторат, а од Сојузот пак на тутунски здруженија рекоа дека ќе бараат повисоки цени се до крајот на откупот. И очекуваме да ова реколта да помине многу лесно и да биде брз откупот. Така да земјоделците, односно тутунопроизводителите, да не стравуваат дека ќе му биде откупен тутунот до последно кило. Ние немаме престанато со преговори, и во текот на откуп, на самиот откуп ние ќе бараме подкрепена. До самиот крај на откупот ние ќе бараме подкрепена на цената. Колку ќе успееме ќе видиме. Годинава се очекува родот на ниво на држава да тежи некаде помеѓу 22 и 24 милиони килограми на тутун. За Сител, Дарко Штарговски. На Светскиот ден на предвремено родените деца 17 ноември во организација на брендот на алкалоид Бекутан се одржа втората конференција за родителство насловена Големите приказни на малите херои. На настанот свој искуства споделија лекари, родители и предвремено родени деца кои сега се успешни во своите професии, а беше презентирана и клиничка студија ефективноста на производите за чувствителна кожа. Резултатите навистина покажаа дека станува збор за еден многу безбеден, бидејќи несакани ефекти не се појавија, меѓутоа квалитетен бренд и квалитетна крема, особено за чувствителната бебешка кожа кај недоносените деца, која што истовремено негува
од една страна, а од друга страна и ги решава проблемите, како што реков, дали се на пеленската река или на кожата на лицето или на телото. Бекутан колекцијата постои веќе 5 децении на пазарот и е символ на доверба, квалитет и грижа за најмладите. Во сите овие години ние создаваме производи кои што ги поминуваат најстрогите критериуми за квалитет и најстрогите критериуми за безбедност. Апсолутно, после за година нема никаква разлика во однос на тоа дали се биле родени пред време или се термински новороденчиња. Да веруваат во својот мал херој, затоа што е мал, но вистински херој кој не по своја желба, борбата животна ја започна многу порано од своите врсници, а со позитивна мисла и верба ќе имаат вистински херој кој цел живот ќе ги прати во животот. За процесот на евроинтеграција